Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Студентски парламент. А денеска во емисијата гостин на наше задоволство се надевам и ваше, председателот на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, Димитар Атанасовски. Димитар, здраво и добре дојде прв пат тебе вака во студиото на UKLO FM Битола. Добро бе најдов, чест ми е што сум тука во нашето универзитетско радио и се надевам дека ќе имаме продуктивен разговор. Со оглед на тоа што си вклучен во активностите на Универзитетското студентско собрание одамна, значи не само како председател на Универзитетското студентско собрание, туку и пред тоа, многу пати сме се гледале, сме разговарале, сме снимале емисии, разговори, но ова е прв пат тебе вака како председател на студентите на UKLO. А поводот за твоето гостување денеска е да ги запознаеме твоите колеги, но и поширокото граѓанство со се она што како УСС на UKLO го планирате во текот на ова академска година, некаде до октомври активности, се она што сте го зацртале да го реализирате. Но пред тоа ајде малку повеќе да те запознаат слушателите. Студенти на педагошкиот факултет во Битола, еве сега веќе трета година. Да. Трета година сум на педагошки, студирам англиски јазик и книжевност и го правам тоа со голема љубов. Јас сум јазичар и во гимназија, кога бев ученик во гимназијата Јосип Броз Тито, бев на јазичниот смер, јазично-метничкија, и од секогаш ми одели, затоа решив да се запишам, па зошто не и професор, таа е благородна професија, да. Па со сето тоа јас се вклучив во сите овие активности, особено во прва година, нели тогаш не знаеме што е студентско собрание, па доаѓам, ме запознаваат со тоа, јас се вклучувам неформално во овие активности, тогаш беше председател Душан и тогаш стекнав некој искуство и потоа втора година веќе решив јас ќе се вклучам дефинитивно, ја сум сега во трета година председател на сите студенти. Да. Како студенти, еве да кажеме дека по еден период во кој што имаше празнина, еве да речам, кога студентите немаја активности или не беа доволно организирани, некаде пред да почне короната, студентите навистина започна да се активираат. Тогаш председателка беше Дона Петревска, мислам дека беше презимето. И тогаш навистина видовме, не само ние тука на UKLO, кога мислам на професорскиот, на административниот кадар и на студентите, видовме дека студентите се навистина заинтересирани, дека сакаат да работат и сакаат да се слушни нивниот глас. А нивниот глас се слуша не само во на што значи организирање на активности, реализација на истите, туку гласот на студентите е слушнат и препознаен и меѓу раководството на универзитетот, меѓу професорите. Точно. Помеѓу факултетите постојат факултетски собранија, например факултетско собрание на педагошки факултет, на технички факултет и така натаму. И од сите тие се сочинува универзитетското собрание, кое се состои од делегати од сите. Сега, силата на факултетите нормално се факултетските собранија, тие се грижат и за интересите на студентите на тие факултети, бидејќи се специфични со своји науки и што не. А универзитетското собрание пак директно соработува со раководството на универзитетот, со ректорот и проректорите, и веќе тука се решаваат големите прашања и проблеми, предизвици кои ги имаат студентите, например со дигитализација, ценовници и проблеми од таков вид. Како студенти вклучени сте во сите тела на универзитетот, раководечките и останати? Точно. Како дел од факултетско собрание, студентот има можност да биде дел од наставен научен совет, од деканатска управа, а од универзитетско собрание во постојаните комисии и во сенат, ректорска управа и така натаму. И како изгледа работата? Како студенти вклучени во таквите тела? Па добро, мене ми е втора година. Предходната година јас бев член на Сенат и морам да признам дека ме влечат ваквите активности, ваквите моменти. Јас стварно уживав на тие седници и многу се учи начин на кој што разговараат професорите, на кој што се дебатира, се одлучува, бидејќи нели тоа е највисокото тело. Од оваа година јас сум член на ректорска управа, каде исто се носат такви одлуки, но тука се
сите декани заедно со ректорската управа. Голема одговорност. Точно, да. Голема одговорноста, бидејќи јас не се представам себе си, туку сите студенти, и јас постојано треба да бидам во комуникација, не само јас, туку цело моје собрание, бидејќи ние работиме како колектив за да ги представуваме тие студенти. Рече, факултетските студентски собранија, но исто така и универзитетското студентско собрание се тука да ги представуваат интересите и барањата на студентите. Колку студентите се задоволни од она што досега се работело како УСС, не во твојот мандат, туку и предходно, велам и предходно, затоа што не беше и ти од секогаш вклучен, да речем, во високите тела на студентите, но колку се, може би, запознаени со она што значи ангажирање на студентите или организирање на студентите, како факултетски студентски собранија, како универзитетско студентско собрание? Па добро, универзитетското студентско и факултетското студентско собрание е младо тело, веќе постои 5 години, но некој ќе рече 5 години е долг период, но за вакво тело е навистина младо, особено бидејќи членовите може да бидат во моментот со едногодишен мандат со право на уште еден. Мислам дека се развива добра пракса во работата. Конкретно со мојот мандат, јас така сум повеќе заинтересиран за користење социјалните мрежи и сметам дека треба да се користат, веќе таму се младите, па за да се запознаваат студентите, ние ги користиме нив за дисеминација за сите наши активности и треба да се напомене дека акцентот мора да биде таму и ако некој не знае што работиме, ние можеби како и џабе да работиме. Треба да се искаже сето тоа. Социјалните медиуми како платформа, да речеме, преку која останатите се запознаваат и се повикуваат на одредени активности кои што ги реализирате, а кога веќе зборуваме за активностите во изминатите години, како организатори универзитетското студентско собрание, навистина ги имаше доста. Дел од нив ги превзедовте и вие, како ново универзитетско студентско собрание, но пред да преминеме на оно што значи програма, која што веќе имате изготвено и која што веќе од овој месец март започнувате да реализирате, што е оно што студентите го сакаат од вас? Студентите сакаат кога нивниот глас е слушнат, кога проблемите излегуваат на виделина и истите се решаваат. Тоа е нашата работа. Не смееме да ги прекјутваме таквите нешта, не смееме да се откажуваме и сакаат борба, особено ќе се вклучат во таа борба доколку нивните избрани лидери ја предводат. Има ли проблеми кои што барат таква борба? Во моментот не се има случајно за голема борба, но има проблеми кои што се решаваат. Пример е ценовниците што се различни на сите факултети, што треба да се унифицираат, дигитализацијата што заедно ќе направиме со раководството и такви некои нешта кои што мора да се решат, но не мора да значи дека тие нешта ги решаваме заедно само со раководството, туку и со директна комуникација и со министерство и со министерката сум бил и на состанок заедно со други собранија од нашата држава со министерката и морам да признам дека на тој начин со разговор, со дебата се решаваат тие нешта. Рече средби повеќе и со надлежната министерка за образование и наука на земјава, сте имале средби, разговарате за се она што значи проблем кој што треба да се решава и гледаме дека навистина се делува на тоа поле. Точно, на мојот колега Борис Гушевски мандатот, Универзитетското студентско собрание се вклучи во националното студентско тело, кое во моментот е неформална организација, но тоа се состои од сите универзитетски студентски собрања, односно членови се нивните председатели. Преку тоа тело се обединуваат сите студенти и на тој начин заедно комуницираме со надлежните, односно со министерството. И преку тоа тело ние дадовме предлози за новите закони кои што ќе се донесуваат, законот за високо образование, законот за студентски стандард, па дури закон за студентско организирање, каде што ќе се префрлат сите надлежни членови за нашите собранија од законот за високо образование во законот за студентско организирање. Значи тоа е нешто што допрва треба да го очекуваме, да видиме какво ќе биде, но еве кажуваш дека се работело по ваши сугестии. Да, постојано прифаќаат наши сугестии, ние сме во комуникација и меѓусебно и со нив и морам да признам дека до сега имаме многу коректна соработка.
Сега веќе кажавме дека изготвена програма за она што значат активности кои што како Универзитетско студентско собрание ќе ги реализирате, но за нив, за активностите, за програмата по музичката пауза, почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој. Каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој. Само мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. До небо, небо високо. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ја следите емисијата Студентски парламент. Ве подсетувам дека денеска заедно со нас Димитар Атанасовски, председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Димитар веќе кажав претходно дека како Универзитетско студентско собрание имате изготвено богата програма, мислам богата, значи богата со активности кои што сте си зацртале да ги реализирате, па еве во оваа прилика може би да ни посочиш на дел од нив кои што ќе бараат поголем ангажман од вас како подносители на програмата или изготвувачи на програмата, но секако и од студентите кои ги очекувате да бидат присутни на активностите. Да, токму така, со мојот состав на студентско собрание, ние ја изготвивме оваа програма во декември месец, бидејќи на крајот од ноември бевме избрани.
и која беше одобрена во декември месец. Ние решивме некои од традиционалните активности и манифестации настани да бидат исто спроведени од нас, например Универзитетската студентска конференција која што стана традиционална и ова година беше, односно минатата година беше со интернационален карактер, каде што се пријавува студенти од странство преку Алијансата Colors. Потоа имаме традиционалниот укло Тривиум, кој што е навистина добар ораторски надпревар, каде што студентите може да се вклучат, да ги вежбат своите ораторски вештини и во меѓувреме да создадат нови пријатели кога се спремаат. Во однос на програмата, ние имаме некои нови активности, односно еден наш член сега, веќе направивме прв настан, еден наш член Дарко Трпковски, кој исто и член на Сенат, веќе направи настан за креативно пишување, односно беше отворен настанот и кон студенти и кон средношколци кои што сакаат да креативно да пишуваат и да пишуваат поезија. Тука беше водител и една наша студентка која што е запишана на втор циклус студии кај мене на педагошки факултет, Ева Нешковска, и беше во соработка со Europe Hospital, односно каде што беше и одржана таа работилница. Во следниот период ние правиме крводарителска акција, потоа работна акција каде што заеднички со раководството ние студентите ќе го чистиме, ќе го соредиме студентскиот информативен центар кој што долго време го чекаме за да можеме да го користиме и сега имаме таму и просторија каде што можеме комотно се состануваме без проблем. Да. Кога зборуваме за студентскиот информативен центар, пред 3 години чинам дека се отвори. Ова пауза, еве да ја наречеме, се направи, колку што сум информирана, за да се досреди студентскиот информативен центар, навистина да биде каче, тоа и му е намената, студентите, значи вие, не само Универзитетското студентско собрание, мислам и факултетските, туку и останатите студенти, тука да можат да реализираат своји активности, но и да користат книги од библиотеката тука што е сместена, ако е навистина поседува извонреден фонд на книги кои што можат да им користат. Да, студентскиот информативен центар е таков важен објект што навистина ни требаше и ние сме навистина среќни што сега постои и можеме да го користиме. Тој веќе имаше на првиот спрат библиотека и сега се соредуваше и вториот спрат, но покрај библиотеката сега ќе имам и нешто наречено Co-Space, што налага нашата универзитетска алијанса Colors, кој се состои од 3 дела, од кои што едниот е центар за студентско предприемништво. Но покрај тоа ние имаме простори за Универзитетското студентско собрание и за студентскиот правобранител каде што можат да се ги завршуваат своите должности и да примаат студенти на разговор и се друго. Но голема потреба е да можеме овој студентски информативен центар да го користиме и после работните часови, односно после 4 часот. После предавањата. Да. Добро, да се вратиме на програмата. Продолжувајќи со програмата, кажавме дека очекуваме да го отвориме во март месец студентскиот информативен центар, но прва голема активност која што ја правиме ние како студентско собрание е нашиот прв студентски тимбилдинг во месец март, односно на крајот од месец март на 28, 29 и 30 март, каде што заедно со студентско собрание уште неколку студенти ќе дојдат во хотел Молика, дел си покрива, поголемиот дел собранието им го покрива за престој, за трошоците, да. Таму ќе имаме неколку предавања и работилници, но и друштвен дел. Предавањата ќе бидат со европски карактер, бидејќи исто така и во соработка со Europe Hospital, кој што стварно ни помага во голем дел. Ќе бидат за климатски промени, ќе има дел каде што ќе се разговара за вештачка интелигенција во високото образование,
што е многу актуелна тема, и ќе имаме еден дел каде што ќе се разговара за млади претприемачи, односно вештини, начини на кои што треба се однесуваат младите за да бидат успешни претприемачи. Сега тоа ќе го води млад претприемач, а другите делови за климатски промени и за вештачка интелигенција ќе водат мои колеги што се млади европски амбасадори и доаѓаат надвор од Битола за да ги прават овие нешта за без пари. Добро, рече тимбилдинг, не само членови на Универзитетското студентско собрание, туку и останати студенти од единиците на универзитетот, не само да се запознаете, туку да добиете одредени вештини кои што понатаму ќе ви користат, не само како студенти, туку и во вашиот натамошен кариерен пат. Точно, видовме дека ваквите активности, особено тимбилдинзите или ретрици или како и да ги нарекуваме, придонесуваат кон сплотување на студентите, особено кога се во големи бројки, но ние моравме да одбереме помало бројка бидејќи прва наша активност, па да се истестираме. Но треба се почесто да се прават, не само да одиме по факултети да правиме настави, но да ги собираме од сите факултети студентите на едно место каде што можат сите да се дружат, да разговараат за своји предизвици и проблеми, да споделуваат искуство и знаење и на тој начин да се сплотат. Јас тој збор го користам цело време, да студентско сплотување, бидејќи навистина, особено за нас што универзитетот треба такво нешто, бидејќи ние нели имаме факултети многу надвор од Битола кои што се оддалечени и треба да вложиме 2 пати повеќе или 3 пати повеќе напор за да доприме до тие студенти. Добро, што е она што ќе следува потоа? По тимбилдингот кон крајот на месец март? Потоа е нашиот традиционален укло тривиум, кој што ќе се одржува во месец април. Датум се уште немам одредено, но ќе биде негде во центарот на градот и веќе пративме допис до сите факултети за да се известат студентите, односно веќе да се припремаат, а повеќе пратиме за на почетокот од април месец. Во меѓувреме се прават некои активности, знам нашата правобранителка сакаше да направи некој настан, можеби за меки вештини, можеби за самодоверба само, но ќе видиме. Планираме во месец мај и во април по некоја спортска активност. Имаме ведри планинари во нашето собрание, особено претходниот председател Борис Гушевски, па и тоа треба да се очекува како активност, но и традиционалниот уклопен тениски надпревар во јуни месец. Добро, настрано од ова што значи можеби поголема организација, претпоставувам дека тука се и оние работилници и обуки кои што имате план да ги организирате во соработка со професори од УПЛО можеби. Да, но ние како универзитетско собрание сметаме дека таквите нешта, таквите работилници, обуки, настани треба да се спроведат од факултетските собрања, бидејќи јас нагласи дека тие се силата на факултетите. Како универзитетско собрание ние треба да се заангажираме за тие вистински прашања, суштински кои што треба да се решат за да имаат подобар студентски стандард сите студенти и квалитет во образованието. Во однос на нашите настани, покрај нашата организација ние стварно ги разработивме социјалните мрежи, особено Инстаграм, бидејќи повеќе Фејсбук и не се користи од младите толку често, каде што ги споделуваме буквално секој ден, секој втор ден своите активности, настани, нашите ставови и шо не. И имаме видено некоја заинтересираност повеќе од студентите и само во 2 месеци значително кренавме бројка од околу 350 следбеници, што може би звучи за мала бројка, но стварно за тело на универзитетот, за младо тело кое се разработува и кој што не ги користи социјалните мрежи, тоа е стварно голем напредок и успех. Димитар, сакам да поразговараме за уште една тема, но за тоа по музичката пауза. Почитување останати понатаму со нас на 90,8. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа
Димитар Евен е повторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Реков дека сакам да проговориме за уште една тема со тебе. Темата е Colors, или студентите на Укло во Европската универзитетска алијанса Colors. Веќе една година универзитетот е член на оваа Европска алијанса, за која што сакаме да кажеме дека првенствено за студентите, затоа што им дава големи можности да се изразат себе си, да научат малку повеќе или да влезат во тоа големо европско семејство. Со задоволство кажуваме дека ние сме првиот универзитет кој што е член на една таква Европска алијанса и нашиот ректор, професор доктор Игор Неделковски, знае да каже дека ние Укло ја донесе Европа тука, во Македонија. Да. Веќе навлегуваме во втората година откако со нашиот универзитет сме дел од Универзитетската Европска алијанса Colors. Навистина како студенти сме горди за ваквото нешто, за ваков проект да се донеси тука и да, прв универзитет сме во нашата држава, во Македонија, каде што членуваме од вакво нешто, но и како што знам не е некој концепт кој што има некоја долга традиција и во самата Европа, во Европската унија, за нивните универзитети. Целта на Colors точно така да се донеси Европа тука, односно сега имаме ново мото кое што се откри за време на еден настан каде што се доделува награди финансирани од амбасадата на Народна република Кина во Скопје, што се вика Корени и крилја европска диплома дома. И тоа ректорот многу убаво го објасни. Корени и крилја, бидејќи тоа е контрадикторно како корени да пуштиме, но крилја да добиеме, но цел момент е да сме каде што се нашите корени дома, таму да се развиваме и тие се ствари тие крилја, дома да можеме да ги добиме тие крилја и да летаме во небесите каде што не очекуваат големи успеси. И затоа тоа можеби малку контрадикторно, но ја разбираме смислата. Во однос на алијансата, како функционира, ние како студенти веќе соработуваме и со раководството во однос на алијансата, особено нашата професорка која што е многу заангажирана за Colors, Рената од економски факултет. Таа е академски раководител. Академски раководител, да. Ја благодарам. Особено таа е многу заангажирана и ентузијастична и морам да кажам дека навистина и ние стануваме покрај неа такви ентузијасти за алијансата. Ние функционираме голем дел онлайн во однос на комуникација, не за спроведување на активности. Активностите гледаме со физичко присуство да бидат тие што можат во универзитетот, а другите со другите можеби имаме по некоја онлайн. Постои нешто наречено семафор, каде што се споделуваат нашите активности. Таму студенти се пријавуваат за работа, па пријавени студенти дури добиваат некој надоместок за својата извршена работа. Потоа имаме предности за патување, особено сега се популарни и се распространети тие така наречени BIP-ови, Blended Intensive Programs, кои што се слични со тие Еразмус размени, но не се Еразмус размени, бидејќи е поделено на два делови. Првиот дел е онлайн комуникација со цела група што е пријавена за тој BIP, а втората недела е веќе патување на една локација, веќе таму наликува на размена на друштво, предавање работилници, што не. Да, тие се практично средби на кои што доаѓаат студенти од сите членки на Европската универзитетска алијанса Colors, значи од сите 9 универзитети членови на Colors. Точно, да, и таму имаме можност да разговараме со тие студенти, да дознаеме повеќе за нивната култура, можеби да си го извежбаме јазикот, некој нивни француски, италијански, шпански, па дури и хрватски. И на тој начин ние не само што се зближуваме помеѓу себе како студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, туку се зближуваме со сите студенти на Универзитетската алијанса Colors. За студентите кои што сакаат да се ангажираат во Colors, нели имаше и распишан повик по втор пат. Прв пат беше минатата година, 2024, па сите оние кои што беа заинтересирани можеа да се пријават за да се вклучат во активности, да добијат одредени ангажмани. Но она што е значајно е што и вие како студенти, ти како председател и веројатно уште неколку членови од Универзитетското студентско собрание или по ваш избор,
учествувате во сите тела или во студентските тела на Укло Колорс. Не само на Укло Колорс, се извинувам, на Колорс Алијансата гледано во целина. Да, точно. Имаме едно тело што се нарекува студентски форум. Таму грото од активностите се спроведуваат од студентите и се вклучени по неколку студенти од секој универзитет. Тука постојат 6 работни пакети во кои што се вклучуваат студентите, дали за социјални мрежи, дали за активности правење, и во текот на годината се одржуваат низ состаноци на кои што се договараат што ќе се направи и ќе се спроведи во текот на цела година, но и не мора за годината да се планира туку од месец за месец, но се спроведува од тие сите студенти на Алијансата, бидејќи во еден работен пакет има студенти од секој универзитет, а не може да има само од еден или два. Она што треба да следува или да биде поинтензивно е вклучување на студентите од сите универзитети и членки на Колорс во активности што се реализираат, еве да речеме, на Укло. Значи има одредени повици кои се не само за студентите на Укло, туку и за студентите од цела Алијанса, како што беше на пример повикот за учество на студентската конференција. Точно, повикот за учество на студентската конференција беше прв чекор, бидејќи се одржа интернационално и се одржуваше на англиски јазик. Треба да се вклучуваат, сега нормално не е едноставно да доаѓаат тука со физичко присуство, но за некои активности, на пример, може да се вклучат во нашиот студентски магазин кој што веќе има 2 изданија и сега за третото да прават и тие некои прилози, да, за тој магазин, па ние ќе го направиме, ќе го уредиме како што да се го правевме и ќе објавиме дека е направено од сите студенти на Алијансата, не само од наши. Студентскиот магазин Укло Колорс е првенче, да речеме, во Алијансата и еве од Рената токму ги добивме информациите дека по овај трг започнале да работат може би нешто слично и на некои од останатите универзитети членки на Колорс, што посебно не радува, еве, и ние да им кажеме што треба и како треба да направат. Да, и имаше интересна активност од другите студенти на Алијансата што се направи, односно направи како мал прирачник со рецепти од сите земји каде што има универзитетот, па можеби сега за социјалните мрежи ние ќе се снимиме каде што правиме, каде што готвиме јадење од друга земја, така што. Интересно да видиме како студентите на Укло готват. Да, дали сме вешти или не. Да. Добро, во секој случај, еве, шегата на страна, голем број активности или голем број можности што Колорс ги нуди на студентите да ги откријат и да учествуваат во нив, да ги искусат, затоа што секој искуство е добре дојдено во секој случај. Точно, да. Ние ги охрабруваме што повеќе студенти да се вклучат во Алијансата, во активностите кои што се спроведуваат во рамки на Алијансата, бидејќи навистина не само што ќе биде незаборавно искуство, но се стекнува такво знаење, се поминува такви моменти и такви пријателства се стекнуваат што нема на друго место да се случи. Димитар, нема да ти одземам многу време. Знам дека имаш други обврски, не само како председател на УСС, туку и како студент на педагошкиот факултет, кој што во секој случај треба да ги испочитуваш. Велат учењето прво, па се потоа на што следува. Ке ти се заблагодарам што дојде и што еве одвои време за нас и за слушателите на Укло FM и секако очекуваме почести средби за да ги информираме слушателите за се она што Универзитетското студентско собрание на Укло го планира и го реализира. Ви благодарам и се надевам дека повторно ќе ме примите во радиото за да разговараме на интересни теми. Да, ти благодарам уште еднаш, а вам, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте заедно со нас на 90,8 и што ја следевте емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло FM Битола. Тука го завршуваме ова издание на емисијата, кое што тонски го реализира Љупчо Цветковски, а го уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио Укло FM Битола, магистера Сонја Тантарова-Груевска. Знам јас, кажуваш без зборови, по твоите очи познавам.
Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Сами до зори, јас и ти сами, без никој да не раздели, ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Укло ФМ, Битола, март 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk